Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш, иако е вторник, прва во оваа работна недела, која што оди актуелно. Вчера поради празниците имавме снимена емисија, верувам дека нема да замерите, бидејќи беше исклучително интересна и оваа вечерва ви ветувам дека ќе биде повеќе од интересна, но пред да го представам мојот вечерашен гостин и темата за која што ќе зборуваме, а е многу важно, сакам да прокоментирам нешто поврзано со една тема која што е исклучително актуелна последниве денови, имено во врска со наводните илегални мигранти кои што ќе би требало наводно ќе дојдат во Македонија, ќе ни ги испраќа Велика Британија. Тие гласини започнаа особено да се шират откако во некои британски медиуми се појавија такви информации дека би можело Македонија да биде практично место каде што Велика Британија своите илегални мигранти, тоа значи луѓето кои што одбиваат, се одбиени за добијат виза, односно азил во Велика Британија, а не смеат да се вратат во матичните земји, би дошле на македонска територија. Верувам дека возбудата околу ова прашање не е наивна, со право, затоа што Македонија е мала земја, мала популација и се разбира приливот на такви луѓе, особено од така наречените опасни земји, се спомнуваат Авганистан, Сомалија, Конго и така натаму, навистина би бил преголем залаг за нас. Вице-премиерот Александар Николовски уште одамна рече дека воопшто нема никаква шанса за такво нешто, меѓутоа тоа не беше доволно. Председателот на СДСМ Венко Филипче најави некаква петиција, онлайн петиција против емигранти во Македонија со објаснување дека тие едноставно не би можеле во Македонија да бидат прифатени од објективни причини, за што се согласувам јас. Се разбира, меѓутоа има еден момент. Премиерот лично, Христијан Мицкоски, денеска во собранието, каде беше присутен на анкетна комисија во врска со несреќите што се случија во Македонија во последниот период, јасно и децидно кажа дека нема да има емигранти во Македонија, илегални емигранти, нема да се градат, не знам, специјални заводи за нив, нема да има шатори или што и да е онаа слика што ја замислува некој. И сега се разбира прашањето да му верувате на премиерот или не, со оглед на фактот дека тој има најмногу информации, најточни, најпрецизни податоци, и тоа е тој впрочем што разговарал заедно со Александар Николовски со Велика Британија за оној стратешки договор, а кој се доведува во врска со овие така наречени илегални имигранти. Тој е човекот кој што јасно и недвосмислено кажува дека такво нешто нема да има и дека самата логика на ВМРО-ДПМН како партија, како центар-десно ориентирана партија е в борбата против илегалните имигранти, дека да ќе соработуваме со Велика Британија, со било кој во Европа, во заштита на државата од илегалните имигранти, а овие потенцијални посетители несакани во Македонија веројатно нема да ги видиме. И за мене тоа е доволно, верувам дека навистина ќе биде така. Доколку сепак се случи, се разбира, тоа ја менува сликата, меѓутоа не гледам причина зошто да не се верува на првиот човек на државата ако јасно и недвосмислено вели дека тоа нема да се случи. И сега окей, нека направи Филипче онлайн петиција против, се возбудуваат и разни медиуми и така натаму се отвара дебата, нека постои дебатата, меѓутоа дебата треба да има за нешто што е реално, нешто што има логика, а не само дебата и создавање една конфузија па и страв во општеството само за колку да ги има и да се има причина нешто да се критикува. Повторно велам, доколку навистина се појават овие луѓе, тоа ќе менува работата, меѓутоа првите луѓе на власта инсистираат дека до такво нешто нема да дојде и мислам дека навистина тука треба малку да запреме, да вдишеме воздух и да се концентрираме на други поважни теми. Една од нив се разбира е, се извинувам, стратегијата која што ја најави ВМРО-ДПМН на оној нивни конгрес во Кавадарци, стратегија која што наистина е партиска, меѓутоа стратегија која што со оглед на фактот дека ВМРО-ДПМН има практично целата и извршна и централна, односно локална власт во Македонија, нивната стратегија на некој начин се прелева врз самата држава, стратегија која што се заснува на 6 стожери, на 6 столба, а во основата на која е дека Македонија веќе не може да си дозволи
краткорочни политики, она што јас го нарекувам купи ден продај, туку навистина мораме да се фокусираме на планови и стратегии кои што со години однапред ќе можеме да ги планираме и во економија, и во безбедност, и во финанси, и во образование, и во здравство, и во одбрана, каде сакате во безбедност, да планираме нешто со кој што ќе и довозможиме на државата да функционира посигурно, поквалитетно и попредвидливо за сите нас. За тоа се работи според мене и доколку им успее, јас апсолутно ја поздравувам оваа стратегија. Сега конечно доаѓаме до клучот за оваа емисија вечерва, имено сакам да разговараме за стратегија во здравството. Мојот вечерашен гостин, иако релативно млад, има неверојатно искуство во здравството, особено во меѓународни рамки. Пред година и половина отприлика беше во оваа емисија и тогаш предизвика мало цунами, мало револуција со своите ставови. Некои луѓе беа изненадени, некои воодушевени, некои се разбира критикуваа. Вечерва Стефан Василев, доктор, специјализант по дерматологија, со токушто завршен мастерс во Хрватска, во Риека, ако не се лажам, гостува за да презентира нови идеи како би требало македонскиот здравствен систем да функционира. Стефан Василев, добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата. Мала корекција, само Василевски, ти благодарам. Василевски, каква грешка, добра? Ти благодарам, Драган, за поканата. Баш ми е мило што давате шанса еви на помлади кадри и што сум втор пат во оваа емисија. Мислам дека моето широко искуство, како што вие го најавивте, е од голема полза ќе биде за вечерашнава емисија, бидејќи знаете како здравствениот систем има повеќе аспекти. Еден аспект е кога сте давател на услуга, директно работите во клинички услови со пациенти или на примарно, секундарно, небитно на кое ниво. Друга работа е јавно здравствен систем, менеджмент на здравствени системи, вклучително и во кризи кои што се случуваат, како што беше ковидот и така натаму. Така да моето искуство е од поголем аспект, сум бил од сите страни на здравствениот систем, како дома, така и меѓународно, и се надевам дека вие бевте во УНИЦЕФ, така беше? Да, имам работено из УНИЦЕФ, но и вклучително и за други организации што се под капа на Обединети нации. Не само во Македонија, него искуството ми уште од студентски денови и на глобално ниво. Што е многу важно, затоа што кога човек сака да излезе пред јавноста и да понуди одредени перспективи, одредени идеи, мора да се повикува на своите знаења, не само на некаква теорија, туку и на практична примена. Вие го поминавте практично целиот свет во последните години, не само за шетање, како што некој може би рекол, туку навистина во усовршување на знаењето и во собирање искуства. И во Африка, и во Азија, и низ Европа, буквално навсекаде низ светот. Апсолутно, да, па и можам да дополнам тука дека пред една година бев и во близу воените зони во Украина, што не е мала работа, да се види како функционира дури и во една толкава голема криза. Сега, тоа што вие го кажавте, знаете како, кога зборите за еден здравствен систем, морате да имате една целокупна слика и искуство. Затоа што не е работата само да се пример гостува по емисии и да се даде некоја критика, лесно е да се даде критика, тешко е да се даде соодветна политика, предлог и насоки како тоа да се имплементира во реалност. Затоа што нашиот здравствен систем, повторно ќе кажам и ќе прикажеме нешто интересно за гледачите во емисијата, ние имаме неопходност од радикална реформа во здравствениот систем. Таа радикална реформа треба да почне од горе на пирамидата, од врвот на пирамидата и да биде екзекутивно направена во брз период. Зашто? Што значи тоа радикална промена? Не значи дека ние треба да го променуваме системот. Верувајте, ќе ви прикажеме еве и дел визуелно во оваа емисија зашто Македонија има многу добра подлога за да направи перфектен јавно здравствен систем. Да не ги исклучуваме тука и приватните клиники, мислам, тука може една добра кохезија да се направи врз база на практики кои се применливи меѓународно, но и соседството. Така да не знам од каде да почнам, но би сакал да ви... Само еден момент да кажам дека тоа ќе го заборавам, бидејќи вие сте специјализант по дерматологија, а и работите во таа сфера, ќе позборуваме малку и за повредените откочени понатаму во емисијата, бидејќи во дерматологијата се случуваат револуционерни промени, што е многу важно врз база на ласери, врз база на биолошка терапија, ако не се лажам ќе ни објасните подоцна и ќе дојдеме до тој момент, но сега да зборуваме конкретно за онаа реформа која што вие сакате да ја представите, што впрочем е оној круцијален момент кој што мора да се промени во здравството.
Така, сега, минатата емисија ние зборевме повеќе за буџетирањата во здравството, тоа останува една од клучните реформи. Значи, според мене, мислам дека оваа теза треба да биде јавно прифатена од сите чинители во здравството, дека Фондот за здравство треба да стане купувач на услуги, а не да биде финансиер на нефункционални јавноздравствени единици. Што значи тоа? Тоа значи дека постоечката мрежа што ја имаме на примарно, секундарно и терцијерно ниво, кој ќе го објасниме во детали во емисијата, и ќе го прикажеме, мора да се реорганизира. Веќе се работи на политики во таа насока, тоа е едниот аспект, но за тоа направивме една посебна емисија пред година дена, добре дојдене да гледа кој сака. Другата работа, гледам дека во кадрот оди една слика во моментов, да, за да објасниме вечерва, значи Драган, вака ќе пробам да бидам со речник, не медицински речник, него апсолутно инсистираме на тоа. Највеќе што може да користам речник кој ќе биде со цел општата публика на оваа емисија да го разбере. Значи, за да разберете вие една јавноздравствена реформа, првин мора да разберете како функционира јавноздравствениот систем. Ако јас овде зборувам без визуелна презентација, примарно ниво, секундарно и терцијарно, мислам дека недоволно тоа ќе влезе во главата на граѓаните. Така, но овде прилично експлицитно е објаснето што значи примарно ниво, што значи секундарно ниво, што значи терцијарно ниво. Она што вечно го слушаме, така. Точно. Да, тука е сега поставена една мапа. На оваа мапа со бело може да ги видите сите скоро наведени институции кои работат на примарно ниво. Чисто да објасниме, на примарно ниво може да бидат матични лекари, општи или семејни, специјалисти може да бидат исто така на примарно ниво, дел поликлиники работат и на примарно, измеѓу примарно, секундарно, како и здравствените домови. Кога збориме за секундарно ниво, веќе збориме за болниците што се по одредени региони, а кога збориме за терцијерно ниво, нажалост сега имаме само едно терцијерно ниво, тоа е клиничкиот центар во Скопје. Тоа е она жолтоно и тоа е единствено практично, добро? Да, со тоа што помеѓу секундарното и терцијерното ниво постои една дејност измеѓу овие две. Такви на пример имаме неколку што можеме да ги кажеме, како што се 8 септември. 8 септември, ако е на секундарно ниво, сепак има и одредена дејност на терцијерно ниво. Таков е и Наум Охридски, градската болница, каде што делот на хирургија работи на терцијерно ниво, и така наречените клинички болници Тетово, Битола, Штип, но всушност тие еден ден треба да ги претвориме во сателити на терцијерното здравство. Како и да се вратиме на мапава. На мапава гледате многу точки на примарно ниво. Многу повеќе од овие прикази постојат како даватели на услуги на примарно ниво, но немаше простор каде да се стават. Сега, би сакал да одиме на следната мапа. Ајде, режија, ве молам да промениме. Една од клучните работи во здравството која бара итност при регулирање е упатувањата на пациентите. Што се случува? Министерот пред неколку недели излезе на Facebook статус, дури објавено и во една емисија, како кажува дека всушност имаме ние околу 70% препраќања. Да. Зборуваме за министер за здравство, Ази Залију, чисто Ази Залију, се извинам. Вратете овој на мене и на гостинот режија. Да, се вратиме повторно. Министерот излезе во една емисија, а и тоа е, мислам, јавно достапни информации се тие, дека всушност 70% од упатувањата се во Скопје. Сега, тоа е една работа. Упатувањата може да бидат и на терцијерно ниво, може да бидат на примарно, може да бидат и во Скопје, тоа не е проблем. Првиот проблем каде е? Првиот проблем е што ние имаме еден квантен скок на упатувања директно од примарно на терцијерно ниво. Значи од прво на трето ниво, од прво на трето ниво. И што значи тоа? Се скокнува секундарно. Да, што значи тоа? Не мора да се скокне секогаш секундарното. Вие мора да знаете дека можете да препратите пациенти од примарно на примарно ниво. Специјалистите не мора да значи дека работат на секундарно или на терцијерно ниво. Вие имате дел група специјалисти во јавноздравствениот систем кои работат на примарно ниво. Тука би било убаво да покаже режија втората мапа, зашто сакам и посликовито да ви го објаснам овој дел. Значи во првата коцка која е бела, таму ги имаме горе-доле сите дејности кои работат како даватели на услуги кога пациентот е болен. Тука се матичните лекари, специјалистите на примарно ниво, вклучително и матични здравствени домови, поликлиники и други примарни единици. Сега, вака според стрелките би требало да функционира препраќање во здравствениот систем. Пример, матичен лекар, одите кај матичен лекар во Гевгелија, тој ве упатува доколку треба мислење од специјалистичко ниво, ве упаќа дури на примарно ниво до најблискиот специјалист. Сега, ако тој специјалист може да биде како приватна пракса, може да биде и во здравствен дом, може и да биде во некоја поликлиника. Сега, доколку некогаш матичниот лекар увиди дека таа диагноза на тој пациент
може да биде препратена на секундарно ниво, тие двете стрелки понатака покажува дека тој може слободно да го упати и на секундарно ниво. Но сепак би било убаво кога на тоа секундарно ниво би се направило една регионализација. Да не можете вие сега од Гевгелија да го праќате или од Битола во Скопје. А имате при тоа тука близу до вас или близу до вашата општина или во самата општина вие имате секундарно ниво. Добро. Затоа што тоа го оптеретува не само буџетот повеќе, него и самиот пациент треба да патува повеќе, треба да зима цели денови одмор од работа и така натаму. Сега, кога ќе стигне веќе пациентот до секундарно ниво, тука се прави клучната одлука дали тој пациент ќе треба да се префрли на терциерно ниво. Терциерно ниво моментално е само клинички центар, како што кажавме, има одредени услужни гранки во 8 септември во градска болница и дел од клиничкиве центри во Тетово, Штип и така натаму, но ајде сега да го кажеме како примарниот клинички центар каде што јас специјализирам. Добро. Во едно. На оваа мапа морам да кажам дека постојат и одредени исклучоци каде што примарното може да препраќа директно на терциерно и тоа е во ред. Имам наведено неколку примери, пример педиатрија каде што имаме дефицит на секундарно ниво педиатрија. Добро, урологија. Или па урологија, гинекологија, може и многу други дејности и најчесто ова се прави поради дефицит на кадар. Да речеме фали анестезиолог. И вие не можете да го препратите на одредено секундарно ниво, но Каде што го нема. Да, но би можело доколку близу до вашиот регион постои секундарно ниво што може да го абсорбира тоа секундарно ниво, а да не се оди директно на терцијарно. Режија, вратете нас на нас, ве молам. И сега јас одека морам да ве прашам, докторе. Има оправдани моменти кога луѓето од примарно здравство директно се префрлаат на терцијално. Има, ги објаснивте. Меѓутоа не имаме огромен број, огромен процент дури кои што веднаш се испраќаат од првиот во третиот степен, иако тоа не е неопходно. Зошто? Зошто? Па вака сега вие... Зошто примарното здравство, не знам, матичниот лекар не ви рече па добро, одете кај секундарното здравство. Зошто веднаш горе во клиника кога знаеме дека клиниката инаку е преполна со пациенти и оние доктори горе секоја чест за нив не можат да постигнат. Така е, сега ова ќе го објаснам врз база на искуството за кое вие ме најавивте, дека сум работел вклучително и со надворешни здравствени системи, имам искуство и од тој аспект. Па не би сакал сега да споредувам со некоја држава како Германија, Шведска, би било несоодветно, да. Еве ќе одберам Србија како модел. Ќе ви кажам кога, не во моментов, режија ќе може и да го пушти прилогот, ама чисто да го видите и како функционира здравствениот систем, а при тоа ќе излезе една идеја како тоа да се реализира и во македонскиот здравствен систем, но зашто Србија ја кажувам како пример? Србија и Македонија, двете држави излагаме од Југославија. Така, здравствените наши системи во главном инфраструктурно се правени во време на Југославија. Тоа што е исто така интересно, главните реформи во Македонија и Србија почнуваат во приближно исто време во 2000-те, па натаму. Има тука една клучна разлика. Србија решава дека кај матичните лекари ќе останат како апсолутно дел од јавноздравствениот систем, а Македонија решава дека ќе оди кон еден вид на приватизација на матичните лекари. Јас не викам дека е тоа лошо. Сосема окей, и тоа во моментот била политика која некој ја направил со цел да го подобри здравствениот систем. И тоа го имаме сега, се уште, нели? Тоа го имаме сега, се уште и функционира. Дури приватен матичен лекар може да си закупи простор во јавно здравствена институција. Што исто така редовна работа. Да, а тоа не е пракса во Србија, да речеме во здравствен дом вие не можете да закупите простор. Така. Тоа е според последните податоци кои ги имам. Ако е направена некоја реформа, се извинувам, но според последни податоци не е така. Сега, пак ќе кажам, некој може би пробало това да направи еден вид на политика која ќе ги подобри здравствените исходи, но според Светска банка овој проект кај нас е оценет како неуспешен. Сега, не треба ние да го гасиме овој проект, но треба да го ремоделираме. Зашто ја кажав разликата помеѓу приватните кај нас и државните во Србија. Што се случува кога ќе дојде еден пациент кај матичен лекар? Многу често се случува да каже дај ми упат за клиника, затоа што така. Сакам да ми дадеш, ако не ми дадеш ќе те сменам. Така мислам, здравствените работници на примарно ниво, особено матичните лекари, нажалост кај нас некогаш може да бидат уценувани од страна на пациентот и тоа да е сосема легитимно, затоа што има право на избор и ќе му каже ако ти не ми дадеш ќе ти дадам друг. Чекај сега да кажете, значи ако пациентот едноставно ова го знае, нема да го утврдиме. Ако пациентот
инсистира да му се даде упат за терцијарно здравство, за клиники во Скопје, иако тоа не е потребно. Од било кој дел, регион, Така, не знам, ќе земеме Ново село, Ресен, Докторот од примарно здравство, Велгошти, пример било каде, може да... докторот на примерно здравство во страв да не го изгуби пациентот, се нафаќа да му даде упат за терцијарно здравство. Да, не е за сите диагнози така, ама за над 90% слободно можам да кажам дека е така. Неверојатно е ова како информација, но добро. Да, сега, од друга страна сега ќе ги одбранам и пациентите, нели сега, најголем дел од луѓето кои гледаат емисијата се соочиле да бидат пациенти, така да сакам малци во нивна одбрана да излезам. Па добро, кога за системот пациентите на вас, здравството, да, добро. кога системот на вас ви го дозволува тоа да си бирате вие каде сакате, па искрено јас ќе си бирам каде сакам. Добро. Нели, тргаме по некоја логика на пациентот, значи Да, но Македонија нема 10 клинички центри со нивото на... сега стигаме до клучниот Скопскиот, проблем. да. Сега стигаме до клучниот проблем, но оваа емисија ќе биде прикажан и еден предлог кој лично ќе го дадам до Министерството за здравство и ќе дадеме, ќе покажам приказ како може на брз начин ова да се регулира. Добро. И како може да дојдеме до сериозно подобрување во вие упатувања. Во моментов Македонија, слободно можам да кажам, и од самите почетоци имаме еден од најдобрите здравствени системи во светот во однос на дигитализирано управување со пациенти, упатување нивно, како и собирање на податоци. Доктор Василевски, рековте дека Македонија има еден... Македонија има, слободно ова може да се... многу внимавам што кажувам на јавни настапи. Добро сум трениран и низ глобални организации и така натаму. Добро, ова зборува добро за нас. Не сакам да лупетам со информации, него кажувам отворено дека Македонија може би еден од најдобрите неколку здравствени дигитални системи во однос на, внимателно кажувам, значи собирање на податоци, од трите нивоа ги имаме податоците на здравство, упатувања и општа дигитална health дата системи кои може ние да ги користиме, Добро. вклучително и за податоци и научни. Сега, Но, што се има случува но. тука? Но, има едно големо но. Ова ви е како една водоводна мрежа. Таа водоводна мрежа ви е така пуштена да кој како сака може да си упатува. Примарно, терциерно, примарно на секундарно, да се скока од општина во општина. Значи, буквално тоа што ви го кажувам, од Охрид да дадете за Битола. кој регион сакате, а вие напомет. имате при тоа таква здравствена услуга кај вас. Сега, овде би сакал да се вратиме на да се покаже еден приказ од здравствениот систем во Србија, ако може. Еве го. Ова е на соседна Србија здравствениот систем, како функционира ова е во реал тајм иначе, значи во реално време. Да, ова е во реално време како функционира системот и како одат упатувањата. Секако ова е еден извадок на сите тие упатувања, на рецепти, издавања и така натаму. Како што можете да забележите во Србија, концентрација имаме на повеќе од 5-6 региони. Значи, они имаат направено една добра регионализација. Секако се гледа дека највеќе одат кон Белград упатите, но сепак не одат сите до толку многу во Белград. Што сакам да кажам со оваа визуализација? Истиве податоци, конкретно како во Србија, ние ги имаме веќе јавно достапни во нашиот систем. Добро. Апелирам до здравствените власти, во нивни интерни кругови, да ги извадат овие податоци на ваков начин и истите да проба да ги преточат во една визуелна форма. Добро, ова И е... баш да направиме споредба како би одел овој систем кај нас, како изгледа во реално време. Јас мислам дека прво ќе се фрапираме од една точка, дека 70% имаме препраќања према Скопје. Но не се лажеме и се гледа и во Србија дека Белград е ударен. Ја гледате онаа точка јасно каде што се наоѓа Белград, меѓутоа сепак се чувствува и тој регионален удел, да речеме. Така е, да. Кај нас би било баш Скопје. Така, не постои перфектен здравствен систем, ама што ми беше поентава со оваа? Може, еве, режија, мислам дека доволно покажа од овој систем. Што сакам да покажам на оваа мапа? На оваа мапа сакам да прикажам јасно дека нашиот здравствен систем апсолутно истите податоци може, дури може би подобри податоци од ова да извади. Сега, би сакал да одиме кон да се вратиме кон третата слика и мапа која ја спремив за денеска. Добро. Да, тука по рандом слика успеа во 2D верзија, не во видео формат, да одбереме по рандом, значи по случаен избор, неколку два центри, еве болница во Прилеп да речеме и една некоја болница на секундарно ниво да речеме во регионов околу Штип. Добро. Да, ова важи за било каде на мапата, но што сакам да кажам сега? Значи, кај нас здравствениот систем има неколку фалинки. Првата работа е упатувањата кон Скопје како процент на упатувања. Но втората фалинка за која не знам дали имаме доволно податок е колку од тие упати се соодветно пратени.
Не ме разбирајте погрешно, ако треба 50% од државата да се прати во Скопје, нека се прати. Но ако има Но навистина тоа кажува потреба. дека ние стварно имаме сериозно лоши здравствени услуги према пациентите. Ама ако треба нека се пратат. Но дали е така? Поентата на оваа мапа и овој приказ е дека сакам да покажам дека кај нас се скока уште една работа. Погледнете ги сите бели точки на мапава. Тука ви се прикажани, да речеме, одредени примарно здравствени установи кои секако се многу повеќе на број. Првото што они треба да го прават е да си препраќаат меѓу себе. Од општи семеен лекар на некој специјалист. Се уште зборам на примарно ниво. Така. Потоа, примарното ниво, како што кажав претходно во другиот слайд, да се праќа на секундарно, па тек секундарното да одлучува кога ќе се препраќа на терцијарно ниво. Но што се случува моментално во системов, може да одиме на четвртата мапа. Режија? Да. Ова е тоа? Ова е тоа. Што се случува кај нас? Не е во целост вака, значи морам да кажам, но во најголем дел се случува следното. Се прескокнуваат не само примарно према примарно ниво, тоа што е со X обележано, е сите прескокнувања во системот, не само што од примарно кон примарно ниво се прескокнува препраќања, се прескокнува и од примарно кон секундарно, па згора на се на ова се прескокнува и регион, и на крај, од секаде вие можете слободно здравствениот систем од примарно ниво директно на клинички центар да го пратите. Што е во принцип неодржливо. Ова не само што не е одржливо, него ова прави едно преоптоварување на луѓето во клиничкиот центар Скопје, кои патем работат и научна дејност и реално ќе дадам еден пример со кардиологија, ќе спомнеме нешто и околу излагањата на доктор Керев Периодов. Да, на пример, многу е актуелно сега, нели, што излага доктор Кедев по емисии, што образложува еден друг проблем во здравството. Он го образложува проблемот каде што веќе пациентот ќе дојде до една услуга и како кога веќе ќе добиете услуга, понатаму системов има точки на слабости, корупција и така натаму. Сега, целта на оваа емисија, Драган, е тоа што јас сакам да го покажам пред да дојде пациентот до таа услуга. Така. А кога го спомнавме веќе КДФ, веќе ја спомнам и од интерни извори имам од кардиологија, дека всушност и на терцијерно ниво на кардиологија повеќе од 50% од упатите се стварно непотребни. Што сакам да кажам ова? Значи, оптеретувањето на дел од тие професори кои прават и научна дејност. Така. Вие ги оптоварувате со нив со време, да. мерење притисок наместо повеќе време да посветат на пациенти на кои им треба таа услуга. Но дали е така, доктор? Ова е научна дејност. Ова е многу важно. Дали е навистина така? Затоа што кога човек ќе оди, се напамет зборувам, ние сите сме доктори, се шегувам, се разбира, иронично го кажувам ова, ние сите сме приватно доктори, сите се нешто знаеме. И кога човек не знам нешто му е, тој прво самиот на себе си дава некоја диагноза, па кога докторот на примарно здравство, неговиот матичен лекар ќе му каже нешто што него не му влегува во глава, тој веднаш бара на клиника затоа што на клиника знаат оние горе. И се оди тамо, навистина ли верувате дека се верувате, тврдите, ова е многу сериозно тврдење, дека голем дел од пациентите навистина не треба да бидат таму. Дека всушност нивните проблеми се од лесна природа и навистина нема потреба да го гушат просторот на клиника. Уште еднашка многу тешка реченица ќе кажам јавно, внимавам што кажувам јавно, но можам да ви дадам примери каде што лично додека сум работел како специјализант во помош на специјалисти во амбулантите на клиничкиот центар во Скопје, а при тоа имам поминато и повеќе од година дена на хирургија, општа хирургија со пластична и реконструктивна хирургија, се има случувано кога, слушајте го внимателно, 100% од упатените дента не се соодветно пратени за сите. 100%. Сите се погрешни. Јавно го искажувам ова и кажувам дека не погрешно, не соодветно е подобар термин да го користиме. Значи, вие не можете сега на човек да не му дадете услуга здравствена кога му треба. Ама збориме за несоодветно пратени Што значи тоа? Некој што има некаква бемга, го праќате на клиника да го решаваат докторите кои се занимаваат со најтешки операции. Ајде сега одиме кон тоа. Да. Или пример некој бидејќи сега нели специјализирам кожно, да речеме доаѓа со некој сврлање на раката, викаш некој е црвенило и така натаму и сега он се упатува под една општа диагноза, да речеме, да му се прави преглед на примарно ниво, но директно доаѓа со упат каде што пишува само молам преглед, без некои посебни податоци во извештајте, него едноставно што се случило, како го примил матичниот, доста често се случува дури вакви податоци некогаш да немаме доволно и тој се упатува директно на терцијерно ниво. Но
Во емисијава доста го лоцираме проблемот, ајде да одиме малце на како овој проблем да го решиме. Ајде. Значи сакам сега прецизно, концизно, јасно во неколку чекори како да отидеме со спроведливи реформи во оваа насока и да тргнеме највисоко од пирамидата. Нашиот систем е отворен, народски кажано, како со тие препраќања како паштета. Добро што нарекавте како пупка, добро. Да, сега. Што треба ние да направиме? Да затнеме канализацијата за одредени работи, но тоа не смее да се случи нагло. Директно предложувам и ќе ги кажам сега во емисијава неколку чекори врз база на примери од меѓународни системи, каде што имам искуство и да ги сум гледал, сум соработувал со нив, а и вклучително и за оваа емисија си имам припремено во консултации, мораме подитно да направиме национален план за тријажа на упати. Тоа вака на медицинарите ќе им биде јасно, на општата публика Не баш. да направиме еден национален систем како тие упатувања вака визуелно ќе може да ги пуштаме по нивоата на здравство. Добро. Што значи тоа? Тоа значи дека нема да може во иднина за секоја диагноза да се прати директно на терциерно ниво од матичен лекар. На овој начин ние го штитиме и матичниот лекар од евентуално ако му се каже дај ми упат, или ќе те сменам, или мораш да ми дадеш упат. Едноставно не е дозволено и готово, да. Така е, тој ќе биде во состојба да каже дека јас морам првин да те препратам на специјалистичко примарно или па евентуално да ти дадам според состојбата упат за секундарно ниво. Сега како би се направило ова? Ова ако го одиме ни сите системи ќе биде многу тешко спроведливо. Јас викам да почнеме од врвот на пирамидата од терциерното ниво. Може ли да последната слика да ја упалиме? Ова е тоа? Да, имам еден извадок како изгледа кога ќе дојде еден пациент на терциерно ниво. Значи има две клучни работи овде што сакам да ги кажам и се важни за емисијава. Прво, за секој пациент мораме да одредиме диагноза по која дојдем. Таа се води под една меѓународна класификација на болести ICD-10. Ние мораме да утврдиме тука. На крајот од секој упат, односно секој пациент кога ќе се прими на терциерното ниво, имаме една клучна алатка веќе поставена во нашиот систем, каде што вика дали пациентот е соодветно упатен на терциерно ниво. Нажалост, ова во пракса не се практицира доволно од докторите. Зашто е тоа така? Затоа што ќе ги одбранам и докторите сега, затоа што они мислат дека никој ова не го следи, ниту го евалуира, со што морам да се согласам дека можеби овие податоци се собираат, ама не се поставуваат во реални политики. Зашто? Зашто да беа поставени до сега во реални политики, до сега ќе имавме големо напредување во системот. Сега, што е мој директен предлог до Министерството? Секоја клиника на клиничкиот центар Скопје да направи тим од 1-2 доктори, дали тоа волонтерски, дали платени ќе бидат за тоа, со внатрешни и надворешни тимови, да пилотираат проект каде што месец дена во одредени амбуланти ќе се собираат податоци за кој е соодветно упатен на терциерно ниво. И овие податоци после да се направи една рапидна анализа, брза анализа на податоци, која што точно ние ќе видиме колку всушност во месец дена, па еве и 3 месеци нека видат, колку точно се упатени соодветно на терциерно ниво. Зашто од преска го спомнав доктор Сашко Кедев тука? Затоа што Сашко Кедев има кажува нешто слично, ама он кажува за веќе од кога ќе биде примен пациентот, дали он треба да се оперира, не и така натаму. Јас сега го кажувам првиот модел. Дали воопшто пациентов треба да стигне до таа институција. Значи, тука ги имате тие два модели и не можете едното да го работите без другото. Така да сега образложуваме примарниот дел, првиот дел. Но лаичко прашање, што ако докторот се плаши, па најсигурно му е да испраќа на највисоко ниво? Ќе стигнеме. Само да довршам, значи со предлогот директен што е. Кога ние ќе ги извадиме податоците за месец дена од секоја клиника, колку се соодветно пратени, колку не, ние некаде, не за сите клиники, ама кај некој може и да го надминеме бројот на 70%. Препраќања дека се несоодветно. После тоа, затоа покажав на екранот каде како се пишуваат диагнозите. Мора да се пише диагноза. После тоа може да се направи одреден тим кој ќе одредува по која диагноза вие можете да го пратите на терциерно ниво, по која мора првин да помине ни системот, бар на секундарно. Таа фотографија уште еднаш режија додека објаснува докторот, да, ова. Бар на секундарно ниво, да не може вие сега еве за една кожна промена, да речеме вие спомнавте сам БМК, да биде пратен директно на терциерно ниво, кога дермоскопијата може апсолутно да биде применета од даватели на услуги кои впрочем работат со фондот за здравство за тоа и на примарно и на секундарно. Сега, секако дека секогаш ќе постојат диагнози кои мора да се препратат некогаш на
дали на приоритетен начин Добро, или на се друг разбира. начин према терцијерно, тоа е сосема окей, но на овој начин ние многу ќе го ослободиме здравствениот систем и самите пациенти од оптоварување, затоа што Драган знае што се случува. Доаѓаат пациенти од примарно ниво од далечни градови во Македонија на терцијерно ниво, упатени кон општа амбуланта и сега им викате, знаете што, ајде сега вратете се 3 дена после ова во таа амбуланта на 2 чекори Така, до мене. вратете на нас доволно затоа више. што не можам денеска да ви најдам термин затоа што е презафатена. И потоа пациентот мора да се врати дома, да потроши, веќе потрошил време, ќе потроши ново време и пари, а Така работата не му е завршена. Апсолутно да. И сега пациентот тука доаѓа во една заблуда и се вика, чекај бе докторе, две врати до мене амбулантава, зашто не може сега да добијам услуга? Многу добро прашање. Да, и Што си го поставува секој што оди на клинички, затоа добро. поентата беше во оваа јавна емисија да го образложиме како функционира системот и точно и граѓаниве да го лоцираат проблемот, да не го бараат проблемот во докторите. Затоа што ние се обидуваме на секој може начин да дадеме услуга. Сега, кога вие ќе го ја направите оваа анализа од месец до 3 месеца, која би траела, понатаму вие ќе имате податоци според кои ќе може да направите таа водоводна мрежа која викаме да ја исклучите за одредени диагнози и за одредени упатување и на тој начин вие автоматски и самиот притисок од пациентите према матичните ќе го намалите, но од друга страна ќе направите и притисок према секундарното здравство да работи малку повеќе. Така. Да, сега туку уште една идеја кажувам во емисија, каде што доколку некои упати бидат препратеќани од примарно и секундарно повторно на терцијерно ниво, да има начин како тој што е на терцијерно ниво доктор да го види тој упат од напред и доколку мисли дека не е релевантен или фалат повеќе податоци да го угаси со образложение дека сакам пациентот да ми дојде со дополнителен ваков преглед на секундарно ниво, плюс дополнителна анализа, плюс тоа и тоа да биде донесено во прилог кога доаѓа на клиниката за пример за било која клиника. неколку бенефити. Да, и овој ваков триажен систем има на пример Австралија. Они имаат многу добра триажа направено кај нив за како тие упати да може да се препраќаат или па да бидат угасени. Едноставно, вие викате не може за ова да биде пратен пациент на терцијерно ниво и така. Вие и од самиот пациент ќе имате притисок кон примарните и секундарните доктори да работат малце повеќе. Добро, сметате дека тука мене не ми е јасно. Овие доктори во секундарното здравство, според ова што го објаснувате, можеби и не сакајки, се ставени во ситуација да бидат прескокнувани и тие имаат и помал обем на работа од објективно што можат да постигнат и на некој начин се деградирани, ако така смеам да кажам. Ако некој постојано ги прескокнува, можам да се согласам тука, да, и затоа овдека треба да се направи и уште една работа во целиот овој систем. Не само нивоата да бидат запазени во тој триажен систем на претпраќање, него и регионализација. што значи тоа конкретно? Може да ми Конкретно, па да, не може да биде пратен од Крива Паланка или од Пробиштив, да речеме, ако во Скопје, но чекајте, на имаме ли секундарно услови? ниво. Не имаме ли такви услови ние? Сега, тука веќе, затоа кажувам да се почне со примарната брза анализа, каде што таа ќе ни даде податоци колку се препраќани. А понатаму од таа може да излезе поголема анализа, каде што веќе ние ќе идеме на пребројување на кадар, услови и услуги, затоа што ви давам конкретен пример, педиатрија. Немате услови на секундарно ниво секогаш да го пратите. Именно. Или гинекологија да речеме. Нема анестезиолог и тоа е тоа, се праќа на терцијерно ниво. Така да, тоа е секундарната фаза, но примарнава фаза мораме ние да го запреме вентилот за бар тоа преоптеретување на Скопје. Но доктор И Василевски, кога ќе отидеме на оваа насока, последно не спомнавме една важна работа, но во претходната ваша емисија го збориме. Добро. Буџетот, ние тука правиме сериозни заштеди во буџетот. И сега некои доктори на терцијерно ниво може да кажат на овој начин ќе се намалат буџетите и односно клиниките што работат на терцијерно ниво нема соодветно да бидат буџетирани, односно Зашто? ќе работат во загуба, затоа што нема доволен број на пациенти да апсорбираат. Сега, тука морам да кажам нешто. Моментално целиот здравствен систем скоро ни работи во загуба. Вие сосема е окей терцијерното здравство да работи во загуба, но вие не смеете примарното здравство и секундарното до некаде да работат во загуба. Примарното здравство треба да е главниот штедач на фондовите во здравство, каде што од тие штедни фондови утре ќе се инвестира повеќе во наука на терцијерно ниво. Така да не се плашат одредени институции на терцијерно ниво дека они ќе бидат некако вид на загубари, затоа што сосема окей и да бидат. Затоа што Едноставно ние е треба сега прифатливо.
Вие кажавте претходно во емисијава, значи во дерматологијата, да, многу оди напред и во поле на ласери апарати, но и во поле на биолошки терапии, но општо и целата медицина оди напред. И една од главните приоритети на кои ние треба да ги држиме во радар, не се уште многу фокус да удриме таму, но е новите реструктурирање на буџетите во здравството во целиот свет, затоа што овие нови биолошки терапии нудат некогаш и лек за досега болести кои биле тотално неизлечиви. И сега, буџетирањето за тие биолошки терапии е неиздржливо за нашиот здравствен систем. Ќе дојдеме до тоа. Ќе дојдеме многу брзо до таа тема, но уште еднаш кога да останеме, вие набревавте неколку бенефити најмалку од оваа реформа што ја нудите. Она што можам јас да го сватам, целиот проект не би бил нешто посебно скапо. Ова би било оптимализирање практично на целиот процес во кој што пациентот од почеток до крајот на неговото болничко третирање ќе добива третирање како што треба по најдобри услови, при што на примерно здравство нема да има загуба, на секундарно здравство ќе биде прифатливо, а на терцијарно можеме да голтнеме затоа што едноставно така стојат работите, а вкупниот обем кој ќе го собереме ќе биде заштеда на сериозни средства. Да, и крајниот дел, пациентот ќе добива многу подобра услуга, поблизу достапна до него, каде што е многу важно. Што е апсолутно Наистина Македонија не е Индија, па сега нема да патувате 3000 километри, меѓутоа повторно ќе речам да дојдете од Кавадарци до Скопје, на памет зборувам, 3 пати вие сте изгубиле 3 дена. Така е. И работни денови кои може да си ги искористите за било што останато. Тука губи економијата уствари. Ова ваша идеја, јас свака како лаик сметам дека е сосема вред, дури ми е изворена, би рекол, меѓутоа се разбира се прашуваат тука луѓето од вашата фела. Претпоставувам, не само министерот за здравство имаше дебати дали ќе биде променет и така натаму. Очигледно ќе остане господин Тазирелиев натаму министер за здравство. Тој пак доаѓа од информатичкиот сектор, тие баш напротив многу добро ја разбира ова понуда што вие ја поставувате. Меѓутоа генерално сметате дека меѓу вашите колеги има прием за ваков вид на реформи? Знаете како, вие одбравте многу убав збор, дури реално може да се предложи така и да се вика целиот проект. Оптимизација, стварно феноменално го објаснува постоечкиот систем што си е тука, не треба да го менуваме, само да го оптимизираме. Мислам дека, знаете како вие викате дали има волја, не се работи тука за волја. Се работи за одлучност. И тука нема да ја префрлам топката кон лекарите, туку кон властите. Властите мора да се пример за народот. Властите не треба веќе да покажуваат волја за нешто, туку одлучност. Кога ќе дојдеме до една фаза, морате вие екзекутивно да го направите ова. Затоа што знаете како, ако вие сега за се ги прашувате лекари, граѓани и така натаму, па не ви избрале тие на одредени функции за и секој индивидуално, вие секоја индивидуа да прашувате на а секој на своја од свој причини да покажете добар пример и одлучност кон нешто. Така да тука е, мислам дека одлучноста треба да иде од Министерството директно од Министерот за здравство. И да се даде екзекутивна насока дека ова мора да се спроведе, на крај за да видиме една оптимална слика да имаме ние до каде сме, а не само на хартија да ни биде презентирано. Така. Дури ја би одел и со јавна презентација на настанов да се направи, кога ќе се извадат тие податоци, сите новинари да се викнат и да се каже еве го проблемот, да видат и граѓаните и давателите на услуги сите. Тука е лоциране. Ајде што ќе Јас се надевам дека во Министерството за здравство го гледаат ова што вечерва го зборуваме. Теоретски, сепак теоретски, доколку утре почнеме со оваа оптимизација на процесот, повторно велам само теоретски, во рок од колку време би можеле да го добиеме тоа што вие го зборувате? За 6 месеци, за една година? Многу време е тоа. Мислам дека први податоци ќе имам и за 1 месец, од кога ќе почне проектот, а втора работа... Не е проект ова е rapid assessment, односно брза анализа на податоци. Тука не треба многу наука да се спроведува. Дека за месец дена до 3 месеца веќе ќе имаме финалните бројки, каде што ќе може во јавна презентација да бидат кажани. Е сега, кога ќе ги добиеме тие примарни бројки во некои 3 месеци, може да се најдат слабите точки дополнителни на здравството, и да се допрошири оваа анализа уште 3 месеци за каде, што, каков кадар, опрема има и понатаму во следни 6 да се оди кон комплетна оптимизација. За една година ние да имаме веќе нов триажен систем, може да го крстиме национален систем за оптимизација на триажи, па дури да го покажуваме како пример пред регионов и пред светов. Зашто да не? Македонија доста често била пример.
Да не се подценуваме, тука имаме сериозни кадри. Без Добре. разлика дали се дел и одлеани надвор, не, битно Македонија има сериозни Во тоа кадри, нема но сомнеш. оптимизацијата и утилизацијата на работите мора да ја зголемиме со одлучност. Уште едно прашање во овој дел, кога сме доктор Стефановски, вие сте релативно млад, не подценувам, се разбира, излегувате вака смело со една идеја, конкретна со решение, што е многу важно. Јас сум имал работа со многу доктори, лекари во Македонија, некои од нив двојно повозрастни од вас, со големи имиња, неспорно, докажани во својата област. И кога зборуваме, не спомнам никого конкретно, Кедев го земавме како позитивен пример, ми се чини, кога зборуваме за вакви работи, мислите ли дека има простор за егото, условно кажано, на овие величини, не го кажам ова со подценување, туку навистина сериозни доктори, кои што кажат чекемалцот каде сега излезе ова младо момче и ни држи нас предавање како треба, што ние сме глупи, не знаеме. Јас сум спремен цела таа жртва да земам затоа што националниот и државен интерес на секој индивидуа треба да биде прецен над све. Така треба да бидеме учени од дома, така и да ги учиме и нашите поколенија. Затоа што не може вие егоизмот ваш или индивидуализацијата ваша за ваши лични потреби да ја ставате над државен интерес. Така да се надевам дека и да допре до нечие его. Едноставно тоа Ќе е го тоа. потиснат. Некој, знаете како мора во животот кога нешто презентирате и се борите за нешто, па да имате малци храброст тоа да го спроведете. И апсолутна верба, предпоставувам. Апсолутна верба и храброст. Така да во животот нема нешто перфектно. Секогаш ќе се соочите и со пречки, и со удари, па и со ниски удари, ама ако сте одлучни и решени да идете према нешто, гледате напред и пак ќе кажам, значи факт е дека секој индивидуален интерес е важен, секој гледа фамилијата да ја исхрани, топол оброк дома, да обезбеди што поубав живот, ама државниот интерес е пред и над се. Така да во оваа борба, да, и Сашко Кедев точно така го кажавме како позитивен пример, ама и во смисла дека он таргетира сосема различен проблем од кога ќе дојде пациентот. Ние сега овдека вадиме сличен проблем, но пред да дојде со сличен обем. Јасно. Така да кога овие два проблеми би се усогласиле некако меѓусебно, мислам дека ќе имаме радикална добра реформа од која ќе има полза на крајот денот граѓанинот. Јас се надам дека толку експлицитно го објаснив тоа, верувам дека на сите едноставно им влезе во глава она што сакате да го покажете, се разбира останува мал милион фактори да се спојат за да дојде до тоа решение и ви благодарам за смелоста што дојдовте во емисијата да го кажете ова што го зборувате. И сега да преминеме на една друга тема, уште толку време имаме чинам. Вие рековте дека сте специјализант по дерматологија, вие сте насочен во таа теориска и практична како се вика обработка на проблемите, значи проблеми поврзани со кожа, болести на кожа и естетика, еве да кажеме. Меѓутоа, од она што јас сум го разговарал со вас и приватно, вие велите дека дерматологијата екстремно брзо напредува како област, науката која што се однесува на дерматологијата, навистина направи фрапантни чекори, нешто што порно било незамисливо. Значи, лекување на тешки видови на изгореници, лекување на лузни, лекување на кожни болести, кои што едноставно порно лекарите ви викале, год Господе, не може ништо да се направи. Сега радикално може да се подобрат ситуацијата и навистина да дојде до подобрување екстремно на проблемите што ги имаат луѓето со кожата. Точно така, тоа што го кажавте вие има две насоки. Првата насока која радикално се проширува во ова поле и прави голема екстензија дерматологијата е ласерите и можноста за работа со ласери апарати на ниво на кожа. Тука можам малце повеќе да зборам затоа што не само покрај специјализацијата за дерматологија, јас имам и универзитетски постдипломски универзитетска диплома за тоа завршена во Риека во Хрватска. Имам спроведено програма која дозволува работа со било каков вид на ласерија и впрочем обучен сум за тоа на европско ниво. Тоа е една ствар. Друга ствар е што годинава имав некоја чест да бидам дел од можеби најголемите конгреси во светов за иновации во дерматологија. Абу Даби, ако не се лажам. Да, бев стипендист на Емиратите и на нивното здружение за дерматологија.
бев и на годинешната конференција на Европската академија за дерматологија и венерологија во Париз, но и на Американската академија за дерматологија во Орландо. И можам да го кажам следното, дека ова поле екстремно се развива брзо, но во Македонија имаме доволно експерти на ова поле и во моментално, бидејќи ја доаѓам од приватното, како приватен специјализант, ќе кажам нешто и за приватните специјализанти на крај од емисијата, да не заборавиме зашто е важен дел. Можам да кажам дека јавното здравство веќе почнува да се проширува со капацитети за работа со овие ласери апарати, вклучително и за тешки случаи на изгореници. Но ова поле, како што го кажавте вие, тука е малце пообемно поделено. Не е само дерматологија, туку и таа козметолошка естетска медицина. Таа се развива во една сосема нова гранка во светов и почнува да се практицира на ниво на како некој вид на мини специјализација. Дали преку постдипломски студии, дали преку мастер студии, затоа што покрај дерматолошките примени, таа може да има примери чисто козметско-естетски примени. И во таа насока, еве, вие во емисијава дадовме еден пример за Министерството за здравство и дадовме на насока како може да се подобри одредена политика. Повторно во емисијава сакам јавно да кажам дека несебично на Медицинскиот факултет во Скопје преку катедрата за дерматологија, вклучително и на јавни чинители на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија, ја имам дадено целата програма од Хрватска и мислам дека таа треба да се воспостави во Македонија како постдипломски курикулум, каде што ќе може утрешни општи лекари, стоматолози и останати лекари кои би сакале да работат во полето на ласери апарати и слични инјекциони техники на ниво на кожа, да можат да се остручат дома, а сепак да биде тоа на универзитетско ниво. На овој начин многу ќе се зголеми безбедноста во работа со ваков вид на процедури, ќе добиеме поквалитетен кадар во Македонија и ќе може тука да си ги спремаме нашите кадри. Дополнително буџетот ќе ни се врти овдека дома. Нема да треба да даваме толку пари за доостручување надвор или тоа да биде преку неформални курсеви, значи да го кренеме ова на малце по-високо универзитетско ниво. Тоа е една работа. Втора работа, вие спомнавте за биолошки терапии. Да. Тоа е нешто што во моментов се дискутира на светско ниво и тоа многу. Биолошките терапии се нешто фасцинантно, затоа што нудат решение за нешто за кое до сега немало решение. Можело само да има менеджмент, подобрување, но не и финално решение. Сега разликата меѓу ласерите делот и биолошките терапии е што биолошките терапии се прескапи. Добро, што не оди во прилог на нашиот буџет, добро. Не оди во прилог на нашиот буџет, но овдека треба да се размислува сериозни тимови во македонското здравство, да размислат како во иднина ние ќе може да го прошириме нашата дејност на работа и соработка, не само со западниот развиен свет, туку и со развиени држави и од остатокот од светов. Кога зборам тука, ако кажам сега Исток или Азија, одма сите ќе поврзат Кина или... Па добро, Кина не е шега. Кина не е шега, Кина е една од моментално, Кина е моментално можеби една најголем развој прави во технолошки развој. Погледнете ги вие колите, BYD и Тесла. Па BYD ја надмина Тесла во сите аспекти, и во безбедност, ефикасност. Апсолутно нема што се разговара на таа тема, се разбира. Да, ама сепак да се каже е битно, важно е за јавноста да се каже, ви телефоните, да речеме, ви имате Samsung, ја имам iPhone. Едниот е од азиско потекло, другиот е американски, ама се прави во Азија, така е. Да, само што према Кина има нели предрасуди со политички и така натаму. Затоа не зборам јас овде за Кина, зборам за азискиот пазар. Тука се Кореја, тука е Јапонија, тука се одредени држави, тука е Индија, каде што сериозни амерички и европски компании вложуваат и прават производи во тие земји. Сега, ние не сме од радар да го исклучиме Истокот и Азија, затоа што дел од овие терапии, па вклучително и машини за во здравството, можеме да ги добиеме за многу по-прифатлива цена за нашите јавноздравствени буџети, а при тоа да се исто ефикасни или внимателно, пазете што кажам, дури некогаш поефикасни. Што е супер. Што е одлично. Што само доаѓаме до крајот на емисијата, затоа ве молам кратко, иако е многу важна тема, имаме многу повредени во Кочани. Актуелна е сега темата со она анкетна комисија, таму има расправи, жестоки дебати, семејствата се разбира се бунат, меѓутоа ние задржуваме на овој медицинскиот аспект. Со оглед на тоа дека имаме многу луѓе повредени со изгореници тешки и помалку тешки од Кочани, можат ли овие луѓе да се надеваат дека во скора иднина со овој развој
ќе можат навистина сериозно да им се помогне во залекувањето и излекувањето на нивните рани и повреди, како да ги наречам. Две клучни работи ќе кажам тука, што се многу важни. Но пред да ги кажам тие работи, сакам јавно да го кажам следново. Замолувам и од страна на новинарите и од сите заинтересирани во тој случај со кочани и нивните кожни исходи, максимална дискреција затоа што постои консензус дека овие деца ќе бидат работени најтивко што може, под надзор на сериозни лекарски тимови кои веќе се направени, стручни кадри кои се обучени за работа со ваков вид проблеми, и замолувам јавноста за трпение и максимална дискреција во овој случај. Тоа што можам да го кажам е следно, дека јавното здравство во Македонија ги има двата најклучни можеби апарати, што се важни за исход кај изгореници. Не збориме тука само за кај кочани. Добро. Кочани е трагедија, една од најголемите, ако не и најголема, што се има случајно во Македонија, е сензитивна, но тука збориме општо и за изгореници. Изгореници во светов може да третираат 4 типа на доктори. Пластичари, хирурзи, дерматолози, луѓе со работа со мастер или постдипломски, како ова во Хрватска што го спомнавме, па дури и општи лекари. Добро. Со дополнителни курсеви на примарно ниво. Сега во Македонија ги има сите кадри што може да работат, има волја да се прошири тимот, работат веќе тимови и ги има соодветните апарати за обработка. Тоа што можам да го додадам е дека вака ќе пробам сега со немедицински речник, него највеќе за јавноста да разбере и да го заклучиме тука Во ред. случајот. Повредите во кочани се хетерогени. Што значи тоа? Дека не се само од кожен аспект. Туку тие се и од психолошки аспект, тие се од респираторен аспект, тие може да бидат и од останати повреди на око или било каде. Сега затоа пристапот кон ваквите повредени треба да е мултидисциплинарен и тимови на лекари од сите нивоа во здравството треба заедно да работат. И веќе работат. И уверувам јавноста во тоа, дека веќе се работи. Ги имаме соодветните апаратури, зборам сега од кожен аспект. И втората важна работа што ќе кажам дека стварно треба да се даде надеж и верба во процесот, затоа што мислам дека ќе се постигнат добри исходи кај нив, од секаков аспект. Државата сериозно се грижи за тие пациенти. Зборам од медицинскиот аспект, не вим навлагал во тие правни анкетни комисии. Тоа е сосема друга така тема, се натаму. разбира, да. Ве уверувам дека државата има на располагање секаков вид на капацитети, пуштено за помош на тие пациенти. И има волја, што е Има важно, и волја, одлучност, она што вие го нарекувате. Има одлучност и има соодветна апаратура. Но сепак мислам дека ќе треба малце подолго време и трпение, затоа што ваков вид на повреди бараат подолго лекување. На кратко можам да кажам нешто. Слободно. И многу вака пластично објаснето за поголемата публика. Типот на општите изгореници и повреди најчесто може да бидат во два сегменти. Тие да бидат, значи, бојата на раните да е различна, пигментни и васкуларни, еве медицински ако сакаме да се изразиме, промени, а втората е самата структура на ткивото, да биде раната над ниво на кожа или во ниво на кожа, но со различен интегритет и така натаму. Уште еднаш ќе кажам, најголем дел од светските моментално најважни апаратури и процедури се достапни во Македонија. И тука на државното здравство треба максимално да му се помогне со капацитети од приватното здравство, но да се работи што е можно потивко и стварно да дојдеме до некој исход, мислам да дојдат тимовите кои работат на тоа, до некој добар исход да им се помогне на страданите од таа трагедија. Па здравје, понатаму да се размисли како сите овие процедури би биле ставени можеби под некоја регулатива во Фондот за здравство да се помага во иднина и на останати пациенти со изгореници кои ќе имаат таков вид на трауми и би сакале да речеме да го подобрат козметскиот изглед. Така. Сосема фер и конечно на крај спомнавте за приватните За младите лекари би кажал вака. Поведете. Да. Многу актуелна тема е веќе 10 години, ама некако тапкаво место за младите лекари и специјализанти. Јас морам да потенцирам дека сум приватен специјализант и мојата визија е дека ќе работам во приватно здравство, но со потенцијален државен интерес. Што значи тоа?
вие имате доста приватни центри кои работат заедно и со фондот за здравство, така? Особено на примарно ниво. Како јас се визуализирам себе си, дека би работел како дерматолог на примарно ниво, со тоа што би нудел поевтини услуги за одреден дел на население преку фондов за здравство. Со цели нели да се олесни на самиот здравствен систем, да не се праќаат сите директно во секундарно или на терцијарно ниво. Така заштедуваме и од државата. Но има одредена групација која на мнозинството на специјализанти одбираат приватна специјализација затоа што стварно имаат проблем при вработување. И тие кога ќе почнат приватна специјализација, влагаат во едно толку несигурно поле, за толку една ниска плата, при тоа не се пријавени, мислам по договор на дело работат, не се здравствено осигурани. Мислам дека подитно мора ова да се регулира. Не е бројката многу и јавно во емисија ќе кажам дека според мене Фондот за здравство, мислам и Министерството има пари за ова. Доколку се сака, не се тоа големи суми на пари, каде што примарно би се левели да се направи едно израмнување на платата на приватните и на државните специјализанти. Затоа што горе-доле нивната дејност во установите каде што ја обавуваат, да не речеме иста. Тоа е една работа. Втора работа, како ќе се регулира тоа тие да бидат некако вработени, а при тоа да бидат пријавени, бар да им тече здравствено осигурување и слично, тоа би го оставил повеќе на правни служби. Искрено не се разбирам доволно во тоа поле, ама дефинитивно на овие луѓе мора да им се даде, каде што спаѓам јас во таа групација, да им се даде некој вид на сигурност и не мора сите да ги трансферираме во државно здравство. Но може да се мотивираат бар додека года тој циклус да им се каже чекајте бе, еве ви човечки услови. Значи минимум од човечки услови бар да се усогласат за нив, затоа што на тој начин можеби и они ќе речат чекај малце, па ја може утре сам ќе си отворам на примарно ниво. Тука доаѓаме до една идеја која случајно сега ми доаѓа вака во емисија. Ама зашто да не се разгледа за утре како што нели се субвенционираат млади за бизнис, за отвори куќа, купи куќа, купи стан и така натаму. Може субвенционираат и млади лекари. Млади лекари за отвори специјалистичко ниво на примарно ниво субвенција. Со тоа што интересна идеја. Да, интересна идеја да се најде начин како тие пари што ќе ги даде фондот, за нив и ќе ги инвестира, да ги заштеди во иднина. Така да, но како и да е, првин треба да се направат едни минимални човечки услови каде што ќе се левелираат на ниво на зборам според плата и според здравствено осигурување, како и државните специјализанти. Пак ќе бидат можеби во несигурност дали ќе добијат работа на државно ниво или не, ама тогаш веќе може да се каже ова е ваш избор. Пробајте да влезете преку државното здравство. Ама од друга страна, ако ова не се левелира, мислам дека џабе збориме за реформи во здравството. Доктор Стефан Василевски, кадар ако го испуштиме од рака. Така е. За ова се согласам. Доктор Стефан Василевски, благодарам за овој навистина прекрасен разговор. Благодарам и на вас. Се надевам дека направивме интересна емисија и малце од поразличен аспект граѓаните го видоа здравствениот систем. Јас сум сигурен во тоа. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Јас мислам дека останавте задоволни. Јас секако останав презадоволен. Утре во 15 часот ви препорачувам да погледнете репризната емисија. Оваа репризна емисија ќе ја имате во репризно издание, а јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.